ги прелистуваме стиховите на Даница Ручигај, имаш ли посебно некоја песна, што како своја си ја сметаш? Многу од стиховите на Даница ми се блиски. Прв пат со незиното творештво, со незиното скромно, но навистина големо творештво се запознав пред повеќе од 20 години и тогаш на свои 20 и нешто помислив колку оваа девојка, оваа жена била пред своето време. Ова го кажав и при добивањето на наградата Даница Ручигај, деновиве повторно ги разлистувам незините стихови и си велам, ова е и пред моето време, и пред нашето време, така што ни оставила поетска иднина. Еве една од незините пократки песни кои што се страшно концизни, а се полни или полнеш, како што ја сакам да кажам, со емоција и со една поетска зрелост. Ветрот е изморен. Кога еден ден ветрот ќе посака да ја одмори својата издолженост и ќе се запре до тебе да те помилува, само уште еднаш, ти ќе ја сведнеш својата глава на злосторник, ќе го доближиш до тебе за да ја почувствуваш неговата безтелесност. Затоа сега собери го денот во своите мисли, земи ја уморта на ветрот и замолчи. Еве јас да се надоврзам. Се вика Врзопче и ја напишала Александра Јуруковска. Неколку искрени изгресонца, неколку внимателни за ушувања на прашинките и парчињата кора од дрвата, од местата кај што си бил најсвој. Тоа е врзопчето што треба да ни го стават на заминување. За Даница Ручигај, од сега па натаму, те врзува наградата за твојата стихозбирка Ткажалки. Јас сосема јасно го разбирам насловот, ама сакам ти да ни го објасниш. Так. Благодарам, мислам дека си една од првите кои што го разбираат овој наслов и во честитките така и ми кажа. Во Ткажалки има и тажење. Тажалки, веројатно тоа е онаа традиција која што ја носиме. Од македонскиот фолклор, од нашиот контекст каде што сме растени, од сите оние претходници наши, поетски, писателски и така натаму. И има и многу кажување. Се смеам и велам има многу и лажење, но има и многу копнеш, еве го врзувањето со Даница Ручигај, во копнежот, но има и ткаеш и за мене тоа е посебно важен, посебно го истакнувам, затоа што тоа е ткаежот во македонскиот јазик, ова е мојот ткаеш и за него. Ти кажав, а кога веќе спомнуваш дека претходно имавме една преписка меѓу нас, дека професор Гане Тодоровски би бил многу горд на твојата кованица од Кажалки, заради тоа што тој го пластеше македонскиот јазик токму со вакви зборови. Благодарам уште еднаш, огромен комплимент и огромна одговорност. Гане го има многу во мојата книга, и на свесно и на несвесно ниво. На две песни се повикувам на него како интертекстуалност, се повикувам на Делникот, на секојдневието, се повикувам на Скопје, затоа што да не заборавиме. Гане е првиот скопски урбан поет, роднокраен поет. Се повикувам токму на неговиот полнеш на јазикот, неговото пластење, преубав збор, пластење во јазикот. Мислам дека не можеме да се тргнеме и не смееме да се тргнеме од оние пред нас. Тоа е нашиот долг, не само како книжевници, ами и како читатели, ами и како луѓе кои работат со јазикот. Најверојатно моето свето тројство во македонската литература, Гане, Анте и Петре, се присутни во целото мое пишување, размислување па и читање, присутни се и на свесно и несвесно ниво и во овие стихови. Даница Ручигај наградата значи дека Друштвото на писатели ја издава, му ја доделува на авторот за се уште необјавен текст и наградата е всушност објавување на книгата, еве ја во моите раце Ткажалки. Всушност, Ткажалки се, колку и да кажеш дека е Гане присутен во твојата поезија, Ткажалки им се обраќа на македонската жена. Се кај тебе тргнува од коренот, од традицијата и ти се трудиш всушност да ја дадеш современ облик на таа ткаеност низ вековите. Веројатно да, и некои од колегите ми го кажа тоа. Најверојатно кога се пишувани овие песни, тоа не е толку свесно, но сега кога ги гледам во книга, собрани на едно место и така натаму, да,
тоа е македонската жена, јас го избегнувам поимот женско писмо и така натаму, меѓутоа е традицијата, е македонската жена, е македонскиот јазик, не попусти залудно велиме дека и мајчиниот јазик, тоа е јазикот на кој и пееме и се смееме, јазикот и на кој тажиме, на кој се радуваме, на кој извикуваме и тажни и среќни звуци, така што веројатно ги има многу жените, не само жените со кои сум јас поврзана, нели, по родова линија, туку ги има и жените кои што означиле одредени периоди во нашиот контекст. Всушност, овие ткажалки кај треба да не однесат нас како читатели? Најкусо до нас самите, до себе си. А тебе? Мене ме однесоа на неколку важни места. Најпрви ме однесоа во соочувањето со загубата. Првите неколку песни се пишувани за и по време на смртта на мојот татко. Веројатно загубата, тагата, барала тажење, барала тажалки, ме однесоа на место каде што човек се соочува со живеењето потоа, ме однесоа на места каде што треба да се соочиме со одредени трауми и загуби, но ме однесоа и на места каде што најдов огледала кои треба да ги свртам кон себе. Имам и неколку такви стихови и песни, зборуваат за огледалниот принцип и веројатно последниот циклус ме носи во некоја поезија и поетика, во некоја автопоетика, автореференцијалност. Има тука иронија и само иронија и баш би сакала читателите да го забележат тоа.